До 1 март трае пријавувањето за 5-то издание на детскиот телевизиски фестивал Бисерчиња во организација на Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт и Телевизија Плюс. Секое дете што ќе се пријави добива своја авторска песна и сопствен видеоспот, информираат организаторите. Проектот е поддржан од Министерството за култура и туризам и општина Куманово. Со големо задоволство сакам да кажам дека веќе 5-та година поред го организираме ТВ детскиот фестивал Бисерчиња. Организацијата е во рацете на Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт и Телевизија Плюс. 5-та година задоволството расте, интересот за фестивалот расте. Аудицијата ќе се одржи некаде почетокот на март, значи повикот трае, веќе од 1 февруари е означено како старт, да се пријавуваат сите талентирани и позитивни дечиња кои што сакаат да блеснат на големата сцена во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Целта на ТВ фестивалчето Бисерчиња е да ја потикне детската креативност, љубовта кон музиката и самодовербата кај најмладите. Да создаде простор каде што децата ќе растат преку музика, ќе се изразуваат слободно, а воедно ќе се гради една традиција долги години. Како и секоја година, и оваа година сме благодарни за укажаната поддршка од Министерството за култура и туризам, како и од општина Куманово. Упатуваме голема благодарност до сите училишта, нивните директори, професори, учителки, кои што на свој начин даваат придонес за да го развиваме овој наш фестивал. Тоа го прават со ширење на информацијата дека почнува аудицијата, со ширење на информацијата дека ќе се одржува фестивалчето. Секој на свој начин допринесува детската креативност да застане на сцена и да се прикаже пред целата јавност. Среќна сум што интересот е доста голем. Се пријавуваат различни возрасти, од 5 до 10 ставивме како граница. Секако дека нема да се врати некој детенце кое што е над 10 години, а сака да ја покаже својата музикалност и талент. Конкурсот ќе трае официјално до 28 февруари, тогаш ќе се соберат сите пријавени, ќе се контактират и ќе одржиме една аудиција. Фазите на ТВ Бисерчиња продолжуваат. Значи прво оди фазата на аудиција, па оди изборот на дечиња кои што ќе учествуваат, па изборот на теми, па потоа тренираат малку со професор по соло пеење, за на крај да се снимаат аудио и видео записите. Темите си ги бираат самите дечиња по сопствен избор, значи тоа е еден концепт кој што нема да се промени во овој ТВ фестивал, со кој што си делиме од другите. Тие ни кажуваат тема, ние правиме музика, преслушуваме, доколку им се допаѓа, продолжуваме со работа. Песничката со најголем број на прегледи оваа година, како и победникот, да кажеме, на Бисерчиња 2025 е Инес Тодоровска со песничката Желба. Таа оваа година ќе си добие бесплатна песничка со сопствен спот. Значи тоа е правилото кое што го поставивме и ќе трае и понатаму. За 2026 година, значи најголем број прегледи до следната аудиција останува победник. Во име на Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт и Телевизија Плюс упатувам покана до сите талентирани дечиња и нивните родители да се пријават за овогодинешното издание на Бисерчиња 2026, бидејќи како за 5-то јубилејно издание ветуваме уште поголема организација.